Па добро, ние мислам дека постојано како политичка партија, како политички субјект, секој пат европската агенда ние како еден од неколкуте пилари на кои што се темели и нашата програмска определба. Од друга страна, дека има иницијатива и кај претседателот Филипче многу пати, меѓутоа и предходно сме зборувале дека за уставните измени, односно за европерспективата на нашата држава, секој пат подаваме рака, бидејќи ова е прашање за кое што навистина треба консензус, ако и сакаме добро на државата и ако сакаме да продолжиме напред. Но мора првично да ја знаеме и стратегијата, особено од власта во овој период, бидејќи сега тие ја имаат таа одговорност. Од друга страна, сите сигнали и пораки кои што ги добиваме и од Кошта, тоа е една последна изјава, извештајот на Вајц кој што се усвои во Комитетот за надворешни работи, Марта Кос, па и претходни евроамбасадори во нашата држава, како и актуелниот амбасадор Рока, сите одат на таа линија дека ние мора да си ја завршиме домашната задача, односно тоа се носењето на уставните измени. Ако го цитирам и Кошта, бидејќи истиот напомена дека и предходно и лани кога беше тука, меѓутоа и оваа година, дека стои на истото. Она кое што е договорено, е договорено. И тоа всушност треба и да се спроведе. Врз основа на тоа, за да немаме одгледани дилеми, трилеми и така натаму да се правиме поголеми патриоти едни со други, таму потекнува иницијативата на СДСМ за референдумското прашање, затоа што сметаме дека навистина евроскептицизмот се намалува. Од друга страна, гледаме дека навистина нашите граѓани сакаат да одиме напред, да бидеме дел од едно семејство со кое што ќе имаме и подобро здравство, ќе имаме подобро општество, ќе имаме подобро владење на правото и така натаму. Стојановски,